Да, верувам дека добро ви дојде и вас оваа кратка пауза која што ја направивме. Си направивте можеби уште едно кафенце или се подготвувате за појадок, но во секој случај сте со Здраво Македонија и Канал 5 телевизија. Продолжуваме ние со нашите дами, оному каде што застанавме, односно чекаме одговор од докторката, оно што го споменавме пред рекламите, кој е вашиот најважен совет за родителите кога станува збор за детското здравје? Значи, благодарам. Вака веве малку и разговаравме. Вие треба уште еднаш да не викнете, за да се можеме да се цела недела на овој тим, за да можеме да кажеме се што сакаме. Навистина и апропо разговорите, зашто да не си ја донесеме Европа во нашата држава? Во Македонија. Имаме прекрасен глас, прекрасна природа, прекрасни луѓе, мислам, луѓе кои што сакат, значи, иновации. Ке цитираме на Хенри Форд, возам Форд Фиеста, па еве, да кажам, како од ништо почнал и станал нешто. Вика, не е богат, не е сиромав оној човек кој што нема пари. Сиромав е кој што нема идеи. Секогаш ние треба да се стремиме, еве младите, ќе извадите нов албум, нешто предизвик да не биде, нешто ново да направиме и да бидеме иновативни. Така да, апропо тоа и следат и промените и иновациите и на катедрата за педиатрија, но и на оделот за гастроентерохепатологија, каде што се стремиме целиот тим, не само лекарите, медицински сестри, сите, да одиме напред заедно со тимовите. Практично тоа беше и предизвик да се формира едно ново здружение, тоа е Педиатриска асоциација за педиатриска гастроентерохепатологија, нутриција, клиничка имунологија, алергологија, области кои што се клучно важни. И апропо тоа искочи еве сега да кажам и нашиот прв конгрес кој што ќе се одржи од 8 до 10 мај во Струга во Дрим. Но тоа е секако важно да се понатака исто така да се следат сите оние иновации што европски така натаму и да ги донесеме кај нас. Значи ги постојат водичи, гајдленси по кои што ние работиме. Тив да ги имплементираме во нашата држава, на нашиот, еве конкретно нашиот оддел, Универзитетската клиника за детски болести, како што можеме понатака да ги лекуваме нашите пациенти и да даваме соодветни совети. Знаете, водичите се менуваат, така да секогаш гледаме да бидеме тука најблиску до родителите, да им објасниме за која болест доколку станува збор, најприемчиво, да ги едуцираме и нив кога е потребно за некоја болест и секако да ги следиме најбезболно и да не се плашат од нас да дојдат. Болниците се за помош, да не се плашат. Некојаш еве се случува ги плашат децата со мене, каде не, јас секогаш гледам да сум френдли и да можеме да биде нашата визибилност поголема, како на УКИМ, така практично да се качиме на таа шангхајска листа со правење на научни истражувачки работи, каде што практично мултидисциплинарна ќе биде визибилноста поголема. Докторка, вие сте вистински професионалец. Во едно прашање ми ги одговоривте сите прашања што претходно не ги поминавме, за да говориме дека ќе ги поминеме. И тоа се учи, што кажа. Ама навистина соговорничката има учење на body language, на едукација, така натаму. Сега ќе имаме и лидерство во здравство, каде што практично се тие некои техники како да се Тоа е убава вест. Имаме и за ментално здравство и ментален дел од педиатријата кој што го следиме, на кој имаме деца кои што и така се лекуваат, особено децата со анорексија, кај што заедно со психијатрите, психолозите одлично се водат, има и за аутизам една работилница, таму ќе бидат офатени. 5 работилници ќе бидат офатени, знаете, од ендоскопија и гастроентерохепатологија, хепатологија, ќе имаме и прв пат ќе се донесе една симулација за ендоскопија и колоноскопија. Практично, да не следите, ќе ми биде драго да дојдете. Ќе бидеме и ваши гости, за да може пред јавноста ве канам да дојдете, да бидете наши гости и да кажете некој збор, секако се надевам дека ќе биде успешен. Оттаму да го пренесеме ова што ни го зборувате, да не биде само вака да го зборуваме. Така, сите ве канам, еве, ако не. Како беше во VIP тука во прв ред. Во прв ред, нема тука. Но јас би ве запрашала, бидејќи сте педијатар долги години. Педијатар некогаш и денес. Знаете, стално и на предавање кажувам, кога почнував, навистина следевме што има во тоа време, протоколи, гајдлайнс и така натаму, но млад лекар се плаши, педијатар се плаши. Јас пишував листа, да речеме, обстипација.
цела листа и се правев тоа што е потребно. Сега веќе со тек на време, ајде да не кажам колку години сум Работите со педијатар. најсензитивната категорија, така. Искуството го прави своето и ние треба да го предадеме тоа искуство. Не секој лекар, секој професор или воопшто педијатар го дава тоа искуство. И нешто што треба сите заедно да поработиме е да имунизацијата да не биде подобра, да се дојат децата. Значи, половина час после раѓање детето треба да се стави на град. Не сакам да кажам, меѓутоа многу е низок процентот на мајки кои што дојат. Вчера слушнав ке се зголемува породилното до 12 месеци, да ние сакаме децата да се дојат и излегуваме во пресред, меѓутоа ако навистина ги дојат. А најнисок е процентот во цела Европа, во нашата држава. Зошто е тоа така? Да, сега, знаете, на пазарот имаме многу работи, да кажаме, сега да не ме критикуват, и млека, и храни, и така натаму. Јас се прифаќам, се. Меѓутоа, имунизацијата е клучна и таа е одраз на какво е здравството. Каква е степенот на развој на една држава и неонаталната смртност. Тие се некои клучни параметри. Ако имаме ние ниска имунизација, висок степен на морталитет, практично тоа не е добро. Ние секако, секојдневно се стремиме тоа да го подобриме, меѓутоа изгледа дека треба малку повеќе да поработиме на тоа и доењето. Значи не постои млеката се по состав исти, да речеме, се прават, меѓутоа има некои состои лизозими, има имуноглобулини, има комплементи, има состојки кои што се дел од млеко, составот на млекото и не може да се создадат фабрички. Не може ни една вештачка интелигенција, мислам, или апарат да го направи тоа. Практично таков е и особено на имуноглобулинот А и така. Мал е полуживотот, значи за сега е така. Тема која може да отвориме следно. Практичната е посебно, така да следното гостување следната недела ќе ве викаме. Зошто мајките треба да дојат? Јас мојата киркичка ја доев до втората година, така да мислам дека треба да даваме убави и позитивни примери токму во оваа насока, баш заради имунизацијата и растење на здрави деца. Така е. Да. Сега имаме една игра за вас, мала дигресија. Од доењето на... Така е. Да, ние ве подготвивме многу, ама ова се некои неформални прашања од вашиот живот. Повелете, доктор, ќе бирате една. Ајде. Во едното има, мислам, дека и еден предизвик. За предизвици сум прва. Треба да се направи. Шпага тешко. Можам само садот, ако може, или подадете го кон Мартија, Мартија подадете го кон договорете се таму кој ќе нема избор. Ајде, јас. Прво, вие? Прво, поред. Ајде. Па се исплашија, па леле, па ако има шпага, јас ќе го скинам лифтчето. Еве, да започнеме од госпоѓата Жана. Повелете, прочитете го на глас прашањето и одговорите. Професионалец. Ова е супер. Што си во хороскоп, што велат астролозите за твојот знак? Само на кратко ќе кажам, астрологија многу ме интересира. Имам добро познавање од астрологија, не сум астролог, меѓутоа ме интересира астрологијата, гледам од психолошка гледна точка, од психолошка перспектива. Да, тука ги поврзувам, на крајот на краиштата и Јунг нели работил со астрологија, така да во хороскоп сум Јарец, дупли Јарец, знак Јарец, со подзнак Јарец. Астролозите што велат за мојот знак, ако зборуваме, не, дека сум многу амбициозна. Добро. Дека не се откажувам лесно од предизвиците, дека така има многу позитивни работи. Сите знаци имаат позитивни и негативни карактеристики, како што имаме позитивни и негативни карактеристики, значи ние луѓето. Се надоврзуваат сите тие, меѓутоа, да, многу интересно. Астрологијата не се гледа само по тоа кој знак си. Има многу. Да се објасни, длабока тема е, не е така едноставно. Треба да се направи една анализа, па потоа синтеза на сето тоа. Меѓутоа, еве, јас сум тоа дупли Јарец. Па кој се плаши, нека се плаши. А јас мислев девица. Дупли Јарец. Не. Ама добро. Не. Многу сте детална за тоа. Да, затоа што Марс се наоѓа во Девица. Добро, јас како девица мислам дека така, во мојата 8 куќа. И тука е уствари поривот за психологија, тука е поривот за истражување, за длабоко проникнување во психата на луѓето, како се однесуваат, зошто се однесуваат и така натака.
што на мојот сопруг не му се допаѓа секогаш многу. Да го анализирате многу. Да, меѓутоа тоа е. Да, Мартија, што си ти во хороскоп ме интересира? Јас сум овен рак. Овен рак. Интересна Добро. комбинација. Што велат Со астролозите? Шкорпијата, која планета е во Шкорпија? Искрено Натална точно карта не ќе знам, имам направена натална карта, ама не знам дека имам во 12-та куќа имам многу планети. Да. Ни не достига сега И тоа беше нешто, Не, може да почнуваме да збориме за како сакате, ама друга ни е темата. Друга ни е дека имав многу интересна натална карта. Една пријателка исто што сега заврши за психотерапевт ми ја направи. Чисто Ете, пак некој друг што се занимава со такво нешто. Да, поврзано е, предпоставувам дека самата област ви интересира многу повеќе. И така чисто од радозналост направивме и многу беше така изненадена од мојата натална карта. Интересно. Да, Дали ти беше изненадена? Тоа е битно. Таа ако се изненадила. Јас искрено, знаете како, многу ми беше интересно што добив одговори на некои прашања што ме мачат. Од типот на некои мои постапки во одредени ситуации. Кој сама не знаеш да си ги објасниш. Да, сум се нервирала од одредени потези што сум ги направила, но така интересно ми беше се добив. Следно ќе закажеме со вашата пријателка. Ракот познавање го снимање, натални карти, се што треба. Само уште докторката да не ја избегнеме И со што е во хороскоп? Хороскоп Значи истото прашање за сите. За сите да направите. Најинтересното прашање го добив. Најинтересното. Да, ќе одиме со прашањето на докторката. Сега балку да ми помогнете. Која ти е омилена песна, да го слушнеме рефренот. Може ми Мартија ќе ти помогне. Леле, ајде оваа вашата Обично не го песна. читам. Ја обожавам Азра, Битолси и така натака. Меѓутоа е Битлси? Одличен Азра, избор. да. Колегата Перков што ни е позади камера ќе се согласи со вашиот избор. Одлично. Ајде да помогнеме Можеме сега. да почнеме. Само вие Нешто да- запеете. да. Ајде заедно нешто Мартија, да може ли пееме. нешто и од Де. Битлси? Леле, не ми текнува сега. Ајде Нешто некој не, традиционално fine, нешто, fine. Нешто. Ајде од ваша песна, една ваша ке. Не Ова знам. сега што Леди ја Гага? пеевте. Леди Гага може? Може. Од Битлси до Леди Don't Гага. call my name, don't call my name, Alejandro. I'm not your babe, I'm not your babe, Fernando. Don't wanna kiss, don't wanna touch, just smoke my cigarette and hush. Don't call my name, don't call my name, Roberto. Браво. Алехандро. Како ја погодивте, Леди Гага ми Полека ќе е станеме да играме инаку. Јас шпага, вие не верувате. Ми благодарам. Интересен е изборот на докторката. Решивме иначе. Докторка, ми изненадивте со вашиот избор на вистина. О, јас сум рокер во душа. На концерт Да. на кој последно го имате посетено? Последен концерт. Сега на што бев последно? Сега ќе Сега одиме на имаше Дуран. Дуран имам карта, одам со одите братка со страна. Да. Него сега кој беше сега? Македонија се отвори за многу артисти, Да. така да и многу артисти кои сме се сомневале дека ќе дојдат во Македонија, на вистина направија извонредни концерти или одлични. можеби некаде по светот сте била. Па сум била јас од Млади денови. Полис на времето Стинг. Стинг беше тука пред некоја година, не? Не, јас во Финска сум го Да, гледала јас на го гледав тука стадион. во Борис Македонија. Страйк. Се погодив да сум тука Беше тоа во време. Македонија, Да. точно. Да. Тука Брайан Адамс сега- беше во Македонија, направи Дюран, да, они беа. интимен концерт, така да... Да. Други кој бе Здравко Чолич. Владо Георгиев беше неодамна. Да. Може на Владо Мартија Георгиев. прашањето да го слушнеме, малку сме куси со време или го прочита? Не мислам дека ти Ја не го прочитам. Ти си запеја, Многу си ми падна заврши интересно. работа. Да, зазборевме за астрологија. Ете, така. На Здравко Чолич, значи, последен пат. Ама сега на нешто интересен бев, сега не знам микс. што беше тоа. Ќе ви Одаме текне на до после, други таман. концерти. Интересен Не, микс. Мизар има концерт, Така. на они, на нив и на Баклава. не Баклава, од Словенија. Баклава. Да, Не, имаме не, и таква Баклава. група Баклава, имаат интересна музика. Не сум слушала. Интересна Ќе ви музика. текне докторка, Ќе таман ми и вашите текне. фотографии ги пристигнуваат Да. за На кратко. Мартија прашањето да Да, го... затоа велам. Моето прашање иде вака. Дали некогаш те фатиле да препишуваш на тест? Ај. Раскажи ни. Ај. Професорка, јас морам да ви кажам дека у животот немам препишувано на тест. Браво, секоја чест. Ама ова е најискрено. Да.
Зошто и сега ќе објаснам зошто. Затоа што првин, јас имам многу трема кога треба да се лаже, кога треба да се прави нешто позади грб. И толку ми е било срам мојот образ да го испрлям пред професор, пред наставник, значи што и да е. Со какви оценки заврши во основно? Не сум била основно одлично, средно исто, дали 2-3 имав така послаби, меѓутоа не сум била лош ученик, дури во основно бев доста добар ученик. Не ми е било толку страф да добијам лоша оцена, отколку јас односот и честноста према професорот да го изгубам. Да. Инаку да не бев музичар, можеби ќе бев нешто поврзано со медицина, затоа што јас велам секој кога има некој проблем повеќе истражува и се повеќе го интересира таа област. Јас за жал имав неколку здравствени ситуации кои што бев приморана да ги истражувам и толку ми падна интересно да истражувам за медицината, само што ете, веќе сум музичар. Одлично, подобро музичар не толку лекар или подобро музика. Да. Добро. И Бело дугме има концерт и да ни бев. Така, да не заборавиме, Се што може пратам. Добро. Мартија, ќе видиме прво со твоите фотографии, да видиме што ни подготви, а потоа ќе продолжиме со останатите. Ајде, може. Упс. Да, ја пуштив оваа слика. Добро. Повед. Овдека сум во Белград со другарка ми, Аријана. Па што баба си уживат. Да, затоа. Па сликава изгледа дека сме на уживање, меѓутоа јас сум тука на третман за лице. Јас секој месец и пол одам во Белград за третман на лице поради тоа што имав доста проблем со мојата кожа. Имам себореична кожа. Фантастично лице, не знам што правиш во Белград. Многу време и пари има вложено во ова лице и во самиот квалитет на мојата кожа, затоа што навистина имаше потреба од тоа и за жал истражувајќи најдов решение во Белград и ете секој месец мора да патувам. Да. Добро. Ова е на недоглед во бекстејдж на снимањето на спотот, си ги облакам штиклите. Да. Ова е другата сцена со Роберт, исто за недоглед. На снимање. Да. Ова е третата сцена од недоглед. Многу слики сум пратила од снимањето. Добра промоција на недоглед не направивме секако. Да, сега оваа слика немам објавено, ме сликаше Нина Ред. Бевме излезени на забава во 3 и случајно се сретнавме таму и ми направи добра фотка и викам чекај. Таа е со апаратот секаде. Со апаратот, да. Ова е мојата сестра, сестра Милена. Она е постара од мене 13 години и е мојата инспирација. Ова се моите внуци, Марко и Лука. Имам уште 3 внуци, кои што не се на сликата, меѓутоа они ми се омилени луѓе со кои што сакам да го поминувам моето слободно време. Да. Ова е од некое снимање исто? Ова е за кампања за Maybelline што правевме пред некој месец. Ова е аутфитот денес што го носам. Стандардна дневна фотографија за на Инстаграм. Да. Ова е друг внук и моето куче Ника, односно на брат ми, меѓутоа живееме заедно во нашиот двор. Ова сум јас малечка. Ова е мојата прва братучетка Јована и на сите прослави, на сите забави, иако бев заљубена во балетот и мислев дека ќе станам балерина, потајно си ја градев и музичката кариера. Браво. Ова е на снимање кај Љупка Митров во Митров ателје во Струмица за Небаре ги ангелите. Ова е, мислам дека одамна кај Белград тука. Аха. Некоја слика во кола, чисто ставив така. Па добро. Да има, да, опуштено. Ова е пак другарка ми Аријана за снимање на Небаре ги ангелите. Навистина фантастичен спот, ќе го видиме за 10 минути од прилика. Благодарам. Ова е во Белград на настан за Maybelline. Има промоција за маскара и беше преголем настан. Имаше
Джейло Рамович пееше, имаше инфлуенсери низ од целиот Балкан. Да. Пеачи инфлуенсери, многу голем настан. Беше и преубав, искрено. Јас бев воодушевена. Ова е зошто изгледаш како што изгледаш? Да, се мачам во теретана, имам спортски дух, внимавам на моето здравје, се грижам за своето тело и тоа е исто еден многу важен дел за мене и сметам дека секој без разлика на годините, дали ке, како што рековте вие, пешачење, теретана, тенис, било што, да, физичка активност. Е одлична, да. Добро, има уште нешто? Застанавме на ова, изгледа немаме. Мартија, тоа е тоа од тебе. Ти благодариме многу. Инако Александра ми текна, на дамите бираат Даци и Александар. Бев на концерт. Даци Александар се прекрасно, конечно. Даци Александар се изводрени, навистина. Волиме, сакајме, сите знаат, тие што ме познаваат, дека и таа песна многу ја сакам. Имаме еден ваков пинк микрофон и кога патуваме некојаш со кола, вако, мислам, јас не возам, па ја уклучуваме, па си пееме као на микрофон. Мартија подготвија за крај, крај до краси било. Волиме, сакајме, да. Добро. Одиме со фотографиите на Жана, да видиме малку, да дзирнеме низ вашата кариера и вашиот живот. Доста се интересни. Овде сме во Лас Вегас со сопругот и се спремаме за еден лет до Гранд Каньон. Има голема конференција секоја година што се одржува во Лас Вегас. Сме биле до сега на неколку и гледаме да го поврземе професионалното со шетање, со разгледување на други култури и така натака. Едно многу интересно искуство каде што Гранд Каньон е навистина прекрасен. Ова е Њујорк и ова е Манхатан и тоа е погледот од хотелот во кој што се наоѓам. Да, одма да ви кажам, не би живеела никогаш. Њујорк не. Њујорк и Лондон немаат споредба, барем лично за мене. Апсолутно. Ова е веќе во пределот каде што живееме ние, ова е Вест Сасек, еден рустичен паб, има многу вакви и многу се интересни за посетување на ручек, да се појде на кафе, има фантастична природа наоколу. Тоа е уствари нивниот countryside, селото, што е секогаш чисто, уредено, зеленило и затоа и познат е енглескиот countryside, значи. Ова сум јас, исто пак во околина каде што живееме. Сакам да пешачам, сакам да вежбам, сакам да шетам, природата многу ја сакам. Инаку живеев подолги години во Лондон, а сега сум надвор од Лондон, значи, од прилика саат време. Меѓутоа сум блиску и секогаш можам во кола и да појдете, да. Право за Лондон. Меѓутоа природата, да. Јас и тука сум израсната во куќа, обкружена со природа, меѓутоа ваму уште поголема природа. Ова е Тадж Махал во Агра, во Индија. И тука сме исто пред неколку години. Исто имаше пак некој настан, конференциски, често се случува нели да ги поврзуваме тие работи. Така. Ова е мојата ќерка, во средина сум јас и тоа е нејзината другарка, добра колешка од Лондон. Дојдоа тука, посетија тука и појдовме заедно до Грција, најблиску на Да, супер, баш убаво. Да. И ова е значи една од конференциите на кои често учествувам. Ова е во Шведска, во Стокхолм. Голема маркетиншка агенција организираше со брендови, различни компании, од трговија. Одлично, браво. Да, тоа е мојот кинот тука, со кој што отворив конференцијата. Овде сме на дипломската на ќерка ми, кога дипломираше како психолог. Инаку таа има завршено исто и постдипломски на маркетинг. Тоа е ќерка ми, првата, нели, од лево, јас, тоа е брат ми и мајка ми. И тука сум многу горда мајка. Три генерации. Да, генерално сум горда мајка на мојата ќерка, тука е ќерка ми, нели, пак ќе кажам, од лево, мајка ми во средина и јас. Тука сме во Скопје, на свадба на блиска роднина, на внука од братучет. Прекрасно, три генерации. Убаво си поминуваме секогаш кога доаѓаме. Ова е Пуне. Пуне е голем град во Индија, значи и си шетат мајмунчиња, си шетат кравички, шетат кучиња, многу. Така да има некаков допир тука.
Да. Знаете зашто стана збор. Тука ги раниме мајмуните со банани. И така, едно интересно искуство е, мирни се, ама... Така. Ова е конференција во Стокхолм. Пак е отварање на конференцијата Кинот, каде што зборувам за како однесувањето, емоциите, дури и карактеристики на личноста влијаат на тоа што го избираме и што го купуваме и како брендовите најблиску може да достигнат до купувачите. Ова е на Универзитетот Кирил и Методи. Тука држам една презентација за Gen Z, генерација Z. Да, баш. Да. И така, беше едно многу фино искуство, убаво, со студентите. Така, ова е Сингапур. Сингапур во еден хотел на afternoon tea, попладневен чај. Интересен, прекрасен град, многу чист, среден, ништо нема хаотично, ама многу топло. Ова сум веднаш после короната, не, во текот на короната, имав едни маратонски интервјуа на радио. По, ете колку има таму, некои си 10 на 15 радиостаници од BBC, па така натака, низ цела Англија. И тука зборуваме како короната има влијање на менталното здравје, но исто така и што се случува со потрошувачите, се затворија нели многу продавници, не можеше да се иде да се купува, одредени работеа, не работеа, се потрошија секакви продукти. Светот се промени. Да, светот се промени, така да и тоа беше едно интересно искуство, маратонско интервју од 2 часа. Да. Одлично, благодарам многу за фотографиите кои што ни ги споделивте. Докторка, многу муабеци направивме, но имаме некоја минутка и за вашите фотографии. Ајде, ќе видиме некоја слика. Ќе видиме, да. Повелете. Ова е доделување на дипломата, доктор на науки со ректорот Велимир Стојковски. Така облечени, посебен соодветен. Ова сме целиот одел гастроентерохепатологија, сме сите на посета на болницата Аџибаден во Истанбул, кај што ја посетивме, имавме таму и предавање. Ова се со председателот ЕСПЕГАН, тоа е Европско здружение за педиатриска гастроентерохепатологија и нутриција. Практично е колешката Смогревска Сања Колачек. Да. Ова е кога бев гувернер на Лајонс Дистрикт 132 Македонија, имавме голем настан 2018 година и моето обраќање вака оваа слика некако ми остави. Иначе имавме многу хуманитарни активности, тоа последно може да се говори и ја тргнав. Ова е интересно пред оделот за имунологија, професор доктор Илија Бојаджиев, се вика по мојот татко, основоположник на имунологија. Традиционално тој додека беше тој почина, додека беше раководител, носеше некој подарок, торта и некои сокчиња на сите дежурачи и мојот брат и мојот внук ја продолжува таа традиција, носат секогаш во очи Нова година. Со мојот брат, професор доктор Маријан Бојаджиев, ректор беше на Американ коледж и еден висок интелект. Практично тука добива посебна награда, тоа е звезда од италијанската амбасада, каде што долго години се уште предава на Тор Вергата, најпрестижен универзитет во Рим, во Италија. Ова е катедрата за педиатрија, една заедничка слика, дел од колегите, некои се веќе пензионирани. Право што сте избрале фотографии со сите колеги, верувам сите се пред телевизор на Канал 5. Значи, мора сите да бидеме еден тим и да работиме мултидисциплинарно со позитивна енергија, да се радуваме на туѓиот успех. Ова е катедра за педиатрија од 2021 година. Секоја година на почеток на јули се организира хуманитарна крводарителска акција покрај други многу хуманитарни активности. Еве и јас како дарувам крв. Јас и вонрено дарувам кога има потреба. Ова е отварањето на катедра за педиатрија реновирано, па така се собравме сите заеднички со уметнички малку елементи да се порадуваме, зашто навистина трчавме сите, некако бевме радосни кога се заврши успешно реновирањето. И тука тоа е дел од катедрата што се сменети, на кој ги обновивме столчињата, имаме и други. Ова е со моите драги пријатели од мобилно Скопје, и ваши, да, значи со кои што не само што вака соработуваме, меѓутоа јас и многу дружам со нив, ова е имање на дипломата,
пред многу години, значи и таму на тој момент ја кажавме и Хипократовата заклетва. Не знам дали сега е уште тоа така традиција, меѓутоа е трогателно да се даде заклетва пред сите, пред декани, пред сите присутни. Значаен момент, да. Така да ја најдов сликата. Ета со овој момент ќе заокружуваме и вашите фотографии и дојде време да ви се заблагодариме за гостувањето. Кратко краси делото. Неколку секунди, може ли, Мартија? Да се поздравиме сега. Да. Имаме подготвено секако музичко парче од Марти. Така е. Мислам дека вака за без хонорар доволно беше. Два референти работа. Хуманитарно вака малку. Јас од љубов. Од љубов, Фала ви многу така. за тоа што ни донесовте убава енергија, убави разговори. Се надеваме дека ви беше пријатно и дека повторно ќе ни дојдете во Здрава Македонија. Многу благодарам од срце, на вистина. Јас толку ве обожавам и сегде, мислам, знаете, кога дојдовте, кога таа енергија и сакам и ве, ако постои можност, повторно да не поканите, да кажеме нешто, некој збор повеќе. Благодарам. Одлично.